Добро вечер, почитувани гледачи. Под лупа вечерва го ставаме здравството. Мој вечерашен гостин на моје задоволство е господинот Сашо Стефановски, директор на Фондот за здравство. Добре дојдовте во Охрид и во ТВМ и во емисијата Под лупа. Добре најдов. Кога си дома е најубаво. Јас, бидејќи сум охријанец, најпријатно ми е во Охрид, така што и во вашава телевизија се чувствувам многу пријатно. Поздрав до сите оние што не гледаат и им посакувам убава вечер со нас и она што ќе го слушнат, можеби ќе биде интересно да создадат одредена слика за одредени појави и процеси кои што се случуваат во нашето општество. Така. Сигурна сум дека ќе ја заинтересираме публиката и ќе не следи. Имаме многу новини што да кажеме, како функционира Фондот за здравство. Ми бевте вие гостин во Лупа пред 3 години, но тогаш бевте на една друга функција, бевте државен секретар во Министерството за локална самоуправа, а сега сте директор на Фондот за здравство. Речи си 8 месеци, на 1 април стапнавте, да речам, на оваа функција и на што наидовте, значи како сте задоволни од сето она, како функционира Фондот за здравство? Точно така. Нашата последна средба токму во оваа емисија беше одамна, што е уште еден повод се разбира повторно да бидам ваш гостин, но од друга перспектива, од друга област, тогаш ако беше локалната самоуправа, сега е здравството, бидејќи јас сум доктор стоматолог по вокација, специјалист по орална хирургија и во тек докторски студии на мојата катедра на стоматолошкиот факултет во Скопје. Се разбира како еден од новите директори на Фондот за здравство, назначен на 1.4.2015 година. Секако имаме полно право да зборуваме за она што е делокруг на нова област на здравството и се она што се случува во изминатиот период, во изминативе 8 месеци, и се она што ќе се случува во наредниот период, краткорочен, среднорочен и долгорочен, бидејќи такви се и нашите планови во Фондот за здравство. Така, ја следиме вашата кариера. Реков, бевте државен секретар во Министерството за локална самоуправа, потоа 2 години бевте државен секретар во Министерството за одбрана. Дали конечно си го пронајдовте своето место? Дали ова оно вистинското работно место каде што најмногу можете да се вложите, бидејќи и по вокација сте, рековте, лекар и здравството ви е многу добро познато? Пред се јас сум од оние луѓе кои што веруваат дека човек кој што е добро и доволно едуциран и вреден би требало да може да се снајде во повеќе области. Мојот животен век, иако сум доста млад, тоест кариера, трпеше доста промени во изминатиот период, значи за неколку години, неколку институции. Меѓутоа секако е најдобро кога си во онај сектор кој што ти е најблизок. Секако за мене тоа е здравството, бидејќи долги години од мојата едукација, од мојот живот сум го посветил на учење токму во оваа област. Значи студиите на факултет, специјалистичките студии и сите останати едукации зеле повеќе од 10 години од мојот живот. Па се она што сум научил и се она што сум го стекнал како дополнително знаење во тој период и едукација и во други области, особено во делот на менаџментот и на маркетингот. Се разбира, ќе се обидам да го применам во Фондот за здравство и генерално во здравството, за да создадеме подобри услови за нашите пациенти во здравствениот систем во Република Македонија. Што е што веднаш од кога дојдовте на функцијата директор на Фондот за здравство се зафативте? Што ви беше она како приоритет, која состојба не ви се допаѓаше, па мораше веднаш итно да се менува? Морам да кажам дека една од стратешките определби во Фондот за здравство ни е кратењето на административните процедури, тоест олеснување придобивање на услуги за нашите осигуреници, прво во Фондот за здравство, бидејќи многу потреби се реализираат низ Фондот за здравство, а потоа и олеснување на одредени административни процедури и во здравствените установи. Тука се разбира мислам и на приватните и на јавните здравствени установи. Останат приоритет кој што си го поставив за цел ми беше и финансиско стабилизирање на дел од здравствените институции во Република Македонија, зашто во изминатиот период направивме одредени напори и имаме одреден ефект и позитивен тренд.
Тоа резултираше нормално со носење новиот буџет за 2016 година, во кој што издвојувањата за здравството или буџетот на фондот за здравство е значително поголем од овој што го имавме во 2015 година, и тоа за цели 1.400.000.000 денари. Со што го оправдавте тоа? Бидејќи кога настапувате, кога барате да се зголеми вашиот буџет, мора да имате некаков фидбек со што тоа ќе го оправдате? Она што јас инсистирав како доктор и она што инсистирам како директор, а тоа е развој на здравството во делот на воведување на нови методи и нови здравствени услуги или унапредување на веќе постојните. Тоа беше едно од нашите оправданија кога излеговме пред Министерството за здравство да го образложуваме барањето за новиот буџет. Затоа што сметаме дека развојната компонента во здравството лежи во имплементација на новите методи. Се разбира и во поддршка на оние методи кои што веќе се спроведуваат во здравствените институции во Република Македонија. Исто така, ова беше подкрепено со тоа што цел низ на апаратура, огромен број на апарати за диагностика се воведени во македонското здравство последните неколку години. Така што буџетот мора да го следи развојот на професијата. Воведувањето на нова апаратура, воведувањето на нови методи мора да биде следено со зголемување на буџетот и точно позиционирање на тој буџет за таа намена. Значи, овие 1.400.000.000 денари кои што ги спомнав нема да бидат насочени на одредени капитални расходи или инвестиции на фондот за здравство, туку сите ќе бидат насочени во делот на здравствени услуги. Оваа година фондот за здравство, мислам на наредната година, 2016 година, ќе има буџет од прилика 25 милиарди и 600 милиони денари, што е значително поголем од претходниот, но е за 100% поголем од оној буџет што фондот за здравство го имал во 2000 година, која е годината на неговото основање. Оваа година по многу нешто е јубилејна за нас. Јубилејна е по тоа што 15 години Фондот за здравство прославува од неговото формирање. Токму во месец ноември 2000 година е со акт на собранието воспоставен Фондот за здравство, но кога имате повод, имате причина и да направите анализа на одредени процеси што се случувале и секако и на парите кои што државата ги одвојувала за здравството. Па ево, би сакал да го истакнам тоа во вашава емисија, дека во 2000 година буџетот на Фондот за здравство бил нешто околу 13 милиарди денари, а во 2016 година буџетот на Фондот за здравство ќе биде отприлика 25 милиарди и 600 милиони денари. Што се разбира дека ќе биде значителна финансиска инекција на здравствените установи во Република Македонија, но само за оние здравствени установи кои што ќе понудат развојна компонента. Тоа значи дека ќе ги поддржиме сите институции кои што ќе понудат нови концепти, имплементација на нови методи, проширување на дејностите во здравствените установи, а ние тоа го мериме со еден проект кој што го крстивме еднаков квалитет на здравствената услуга во здравствените установи. Тоа е исто така нешто кое што го воспоставив од кога дојдов директор на Фондот за здравство. Сформиравме една група чија што единствена цел е да го следи и да го унапредува квалитетот на здравствената услуга во јавните здравствени установи во Република Македонија. Вела дека за успесите на еден добар менаџер стои добар тим, а за неуспесите е виновен тој самиот. Кој тимот со кој што работите? Дали затекнавте една екипа која што беше компактна или моравте одново да создавате тим на кој што ќе му верувате и со кој што ќе ги постигнувате оние зацртани цели? Луѓето кои што ме познаваат многу добро знаат каков е мојот пристап во работата, но да појаснеме за нашите гледачи. Јас пред се потпирам на стручни кадри, професионалци кои што се повеќе години вработени во институцијата која што добивам шанса да ја водам. Така беше и во претходните две институции, вработените тоа може секако да го потврдат, а така и во Фондот за здравство.
силно се потпрев на професионалците кои што долги години работат и живеат со проблематиките на Фондот за здравство и се разбира со еден нов дух, со една тимска работа, со една позитивна атмосфера. Заеднички се обидуваме да ги лоцираме и да ги надминеме проблемите. Во овој сектор има проблеми и ќе има проблеми. Умешноста е во тоа колку брзо ќе ги лоцирате и колку брзо ќе ги надминете. Ниедно здравство во светот не е совршено. Сегде здравството е на тапет, сегде здравството е најкритикувано, затоа што точно така, основната улога на здравствениот систем е да лекува пациенти. За жал, не сите пациенти може да бидат излекувани. Меѓутоа, добрата поставеност на здравствениот систем значително го зголемува бројот на излекувани пациенти. Една од моите идни замисли, тоа можам слободно да кажем, е и мојот стил на работа, што сакам да го воспоставам во Фондот за здравство. Се надевам наредните години што доаѓа дека тоа и ќе се случи, а тоа е да го смениме концептот на однесување во здравството, тоест да не одат пациентите за болест во одредена здравствена установа, туку да одат во потрага по здравје. Тоа според мене е една од клучните концепцијски поставености на кои што треба да работиме во наредниот период. Значи болниците освен да ги поставиме, да не ги поставиме како место во кое што ќе треба да одат болни луѓе, туку таму кај што треба да одат луѓе кои што ќе бидат во потрага по здравје. Тоа значи дека ќе се даде поголемо внимание и акцент на превентивата, превентивните прегледи? Тоа е пракса во целиот свет. Силното инсистирање на превенцијата значи дека штедите значителна сума на пари во делот на секундарното и терцијарното здравство. Што повеќе болести се пресретнат во делот на кога ќе бидат во зародиш или на зачеток, тоа побрзо под број 1 може да се излекуваат и под број 2 да не предизвикаат понатамошни одлевања на средства во здравствениот сектор. Превенцијата ја спроведуваме генерално преку матичните лекари. Тоа е наш силен фокус и делот на финансирањето на матичните лекари е поставен на делот на покривање на превенцијата. 20% од парите што ги исплаќаме на секој матичен лекар, ги исплаќаме во делот на обврска на лекарот да се грижи за превентивни активности на одредени категории граѓани. Во изминативе 2 години се оние граѓани кои што имаат сериозни ризици да заболат од трите најчести незаразни заболувања, тоа се кардиолошките, нефролошките и дијабетот. И овие матични лекари имаат обврска да ги повикуваат овие пациенти, редовно да ги контролираат, да ги подсетуваат за нивната терапија, да водат грижа и за нивниот лајфстайл, животен стил, бидејќи многу од болестите се поврзани со животниот стил на човекот, и на некој начин да влијаат преку мерките и активностите го продолжат животот на овие граѓани. Во тој дел ние презедовме сериозни чекори изминативе неколку месеци. Тоа е уште една активност која што ја воведовме откако дојдов во Фондот за здравство, тоа е дека директно се вклучуваме во следењето на здравјето на нашите осигуреници. Многумина ме прашуваат зошто го правите тоа. Јас одговарам, па зарем не е тоа наша работа. Немаме потреба да објаснуваме зошто сакаме да се јавиме кај одреден човек кој што знаеме дека има некој одреден проблем и да го повикаме да дојде на лекар, да му направат преглед, да се согледа неговата здравствена состојба и да му кажеме дека треба да земе одредена терапија и да го патиме во аптека која што Фондот за здравство има обврска да ја плаќа со квота и да ги подигне лековите кои што ги обезбедува државата и да се лекува и да го продолжи животниот век. Зборуваме за кол-центарот кој што се отвори пред 1 месец, кој што веќе функционира, околу 10.000 пациенти досега се исконтактирани. Па и нешто и повеќе. Како сте задоволни, значи, од првичните резултати и сознанија и како граѓаните го прифаќаат
Ова идеја во суштина е многу едноставна. Мислам, во ниеден момент не ни беше целта ние нешто да ја прикажуваме дека е знае колку комплицирана метода или дека не знам кој знае што правиме. Па многу е тешко да се направат едноставни работи во животов. Веројатно е така, но се потрудивме што е можно поедноставно да функционираме во овај дел. Едноставно направивме неколку чекори кои што ни создадоа можност да се јавуваме на луѓето и да ги потсетуваме дека има потреба да одат на лекар. А тоа е, воведовме неколку софтверски решенија во Фондот за здравство, кои што ни овозможија да ги поврземе матичните лекари директно со системот на Фондот за здравство и плюс тоа да ги поврземе и биохемиските лаборатории со Фондот за здравство и со матичните лекари. Направивме еден триаголник во кој што циркулираат информациите од кај оние кои што ги лечат луѓето, тоа се матичните лекари, од кај оние кои што ги испитуваат крвта и одредени и другите параметри во кај пациентот и Фондот за здравство кој што ги плаќа овие услуги, а финансира целокупната примарна здравствена заштита. Така што на едно место во реално време, јас дури од мојата канцеларија можам да следам проток на пациенти кај одреден лекар, колку запишал, колку не запишал и така натаму. И создадовме една база која што ги обедини пациентите кои што се класифицирани во овие три незаразни во оваа категорија на незаразни болести, тоа се три: кардиолошки, нефролошки и дијабет. И сега на едно место во една база ги имаме сите луѓе од цела Македонија, поделени по град, на кој што може да ги комуницираме. И затоа го воспоставивме и кол центарот. Внимававме да не биде само главниот фокус на кол центарот, затоа што не од сите луѓе имаме телефонски броеви, од некои имаме мејл. Или не сите можеме да ги добиеме на телефон, и затоа покрај кол центарот, покрај директните јавувања на 10 тима кои што ги формиравме, ние праќаме имејлови, ние праќаме и SMS пораки. Значи ги користиме сите алатки кои што ни се достапни, за да влијаеме на пациентот да биде посвесен дека има, и да го потсетите има на некаква крајот на болест. краиштата. Точно. Да. Тоа е и наша обврска. Затоа што во трка со времето и обврските многу пати забораваме на нашето здравје. Точно. И затоа секогаш е важно кога некој ќе те потсети дека треба да направиш некоја работа. И јас тука не гледам ништо страшно, напротив, гледам многу позитивно. Мене секогаш ми значи кога некој ќе ме потсети за некоја моја лична работа која што можеби ќе ја подзаборавам од професионалните обврски, ќе се коригирам, тоест ќе отидам да ме прегледа доктор и да ми ја проследи терапијата. Зошто е ова важно? Ова е важно затоа што претходно споменав, многу е значајно одредена болест да се држи под контрола и да биде под надзор на лекар. Да не излезе од контрола. Кога ќе излезе од контрола, веќе последиците се на повеќе нивоа, трошоците се на повеќе нивоа, а излекувањето е попроблематично, бидејќи болеста прогредирала и секако ако има излекување, тоа е покомплицирано, подолготрајно и така натаму, а некош за жал нема ни простор за излекување. Господин Стефановски, една многу суптилна тема за оние родители кои со години се грижат, се трудат да добијат дете и се одлучуваат тоа да го направат по патот на инвитро оплодувањето. Еве најново од фондот од вчера, значи олеснување за сите овие парови кои што сакаат да добијат дете на овој начин, и тоа не само за прво, второ, туку и за трето и четврто дете, и тоа е новина. Да. Оние 6000 денари кои што досега требаше да ги платат како партиципација се укинуваат, значи целосно финансира фондот, а имаат можност и за трето, четврто дете да се одлучат да одат по пат на инвитро оплодување. Всушност, првата моја мерка која што ја направив кога дојдов во Фондот за здравство е тоа дека го направивме софтверот за електронско поднесување барања за инвитро оплодување. Тоа негде го објавивме на 17 април 2015 година, затоа што сакавме да го олесниме максимално
да олесниме можноста за поднесување барање за инвитро постапка. Лично сметам дека треба да се помогне на сите оние кои што имаат проблем да зачнат плод или да добијат принова по природен пат, треба да им се помогне. Ова е начин на кој што помага државата. Инвитро постапката во суштина е комплицирана метода која што се прави во исклучително добро подготвени здравствени установи, но исто така е метода која е исклучително скапа и која што не е успешна од прв пат. Одредено семејство кое што има проблем со природно зачнување, треба да има големи финансиски средства за да може да се дозволи тоа приватно, да го плати од сопствен джеп и да се подврне на овие процедури. Зато државата го препознала тој проблем на некој начин во 2008 година и од 2008 година правото на инвитро оплодување е натовар на државата. Различни биле од 2008 до сега методите во пристап, меѓутоа од пред неколку години одобрувањето на постапката на инвитро оди преку комисија во Фондот за здравство. До пред оваа законска измена, Фондот за здравство покриваше околу 74.000 денари за една инвитро постапка. Тоест беше издаван ваучер, кој што осигуреничката можеше да го искористи во било која од здравствените установи со кои што имаме склучено договор во Република Македонија, се околу 7 месечини. Меѓутоа, при одењето во здравствената установа, после извршување на методата, требаше да плаќа дополнителни средства како партиципација, бидејќи е така согласно закон, и таа партиципација беше околу 6.000 денари. Допред оваа измена постоеше можност за инвитро за прво и второ дете до 3 неуспешни обиди. Меѓутоа, за второ дете беше воведена мерката минатата година. Во анализи внатре во институцијата и се разбира во консултации со Министерството за здравство и владата на Република Македонија и одредено економично работење во Фондот за здравство, утврдивме дека може да си дозволиме да воведеме уште неколку поволности за граѓаните во овој дел, а тоа е дека комплетно ја превземаме партиципацијата која што ја плаќа осигурениците при инвитро постапката, тоест по објавување на овие законски измени, кои што стапија во сила на 13.11.2015 година, осигуреничките што ќе добијат право на инвитро постапка ќе имаат, нема да имаат, тоест никаков трошок, ќе има 0 денари трошок, која ќе одат во здравствена установа и каде што ќе ја прават инвитро постапката. Тоа се од прилика, според некои наши проценки, околу 9-10 милиони денари трошок за фондот на годишно ниво. Затоа што тука математиката е едноставна, ги видовме сите поднесени одобрени барања во оваа година и минатата година и ги помноживме со Има ли многу сумата. барања? Јас сакам да ви кажам дека 96% од поднесените барања со комплетна документација се одобрени. Степенот на одобрување за инвитро постапки е околу 96% за прво дете и негде околу 90% за второ дете. Што е важно? Важно е да има медицинска индикација дека одредена двојка, одреден пар, не може да зачне по природен пат. И тоа е основата во одлучувањето. Ако може да зачне, се разбира, по природен пат, тука нема медицинско оправдување. Но ние во тој дел водиме едукативна улога на некој начин, бидејќи со новата електронска алатка, која што е достапна на мониторот на секој матичен гинеколог, ви укажува што е, ако направите грешка при пополнување на документите, ве враќа назад и ви овозможува да коригирате за да биде поднесеното барање со сите аспекти, со сите потребни факти и аргументи. Значи речи се невозможно да биде барањето погрешно пополнето. Па да.
ако тоа оди по електронски пат. Да. Се разбира, има можности и во архива да се достави барање се уште, меѓутоа доколку оди електронски, процентот за грешка е минимален. Значи, минатата година сме одобрили околу 1000 случаи за инвитро. Овдека сакам да потенцирам дека во овој дел имаме неограничен буџет. Тоа значи дека сите барања кои што ќе дојдат, а за кои што ќе постои медицинска индикација, дека заслужуваат да добијат шанса за инвитро обид, ќе ги одобриме и ќе го доделиме ваучерот. Тоа всушност се поклопува и со она мерка, владина мерка за повеќе детно семејство. Точно така. Така да имате и тука оправданост пред овде би владата сакал кога барате средства од буџетот. Точно да кажам, добро е и за охридската, струшката јавност да знаат, дека силно сме насочени кон промовирање на оваа мерка и неколку пати сме одржале и пресконференции, бидејќи сметаме дека доколку некоја двојка има проблем, треба што побрзо да го детектира тој проблем и побрзо да се подложи на ваква процедура. Бидејќи светските трендови, светската статистика во делот на инвитро зборува дека најуспешна е постапката кај жени до 35 години. Особено после 37-та година драматично се намалува стапката на успешност. Ако стапката на успешност е 50%, и затоа е специфичен овој процес, не е успешен, 50% е успешен од прв пат, значи 50% кај 50% е неуспешен. Тие треба да на втор или на трет опит. Меѓутоа, многу е важна и возраста на жената. И затоа инсистираме да го промовираме ова, за да и му кажеме на луѓето дека не треба да игнорираат проблемите доколку ги имаат, дека треба да ги препознаат и побрзо да се подврнат на оваа постапка за да полесно добијат шанса за принова. Ако процентот до 35 години е околу 53% на успешност од прв пат, после 37-та година драматично опаѓа на 25%. А доколку една двојка значи имала обиди за инвитро оплодување, но приватно си ги покривала трошоците, без да побара средства од фондот, можеби еднаш, два пати, три пати, дали има право сега одново да ја започне таа постапка, повторно, уште 3 пати, доколку има потреба, со средства од фондот? Има ли такви случаи? Не знам за вакви случаи, искрено да ви кажам. Не можам прецизно да кажам сега дали има или нема. Јас мислам дека не би имало проблем, меѓутоа важно значи, е не да искористиле тие до тогаш средства од фондот? Да, дали можат сега? Клучно е во целава процедура да биде сертифициран, акредитирана и институција која што е на многу високо ниво во делот на медицинава за да може да биде успешна постапка. Доколку пати може, значи, да се оди со инвитро оплодување? Доколку е медицински оправдано? Има ли некоја бројка? Од она што кажав претходно, може да влечеме заклучоци. Ако првиот пат е 50... До 3 е идеално, но сепак некои не сакаат парови да се откажат. Сепак после, сега, ова не е моја стручност. Не е ваша бранша, значи, гинекологија не е моја стручност, но од она што кажуваат стручните лица од оваа област, кажуваат дека организмот поминува низ фази кои што се на некој начин специфични за жената, бидејќи таа е под хормонска терапија и под одредени други додатоци кои што се користат за да се обезбеди сигурна бременост. После неуспешен обид за инвитро постапка, она што кажувате дека треба да помине одреден период за да може повторно да се оди на таа постапка и целиот процес е доста комплициран, бидејќи она што треба да се постигне не зависи само од актот на докторот, туку зависи и од подготвеноста на организмот на жената. Како го прифати? И затоа кажав, ако успешноста е поголема во млади години, помлади години до 35 години, драматично опаѓа во подоцнежните години, од таму се подразбира дека
поголемиот број на инвитро постапки не значат поголема сигурност дека одреден пар ќе добие принова, туку значат дека процесот е на некој начин се усложнува. Се усложнува и дополнително е потешко да се добие принова. Да се надеваме дека со оваа мерка многу парови ќе добијат, значи дечиња. Уште една работа има, јас би сакал тука да додадам, се извинувам. Тоа е нашата намера да усрекиме што е можно повеќе луѓе што имаат проблеми. Се воведе мерка и за трето и четврто дете. Се јавува една дебата во овој момент и ме прашуваат зошто е за трето и четврто дете. Зошто и за второ дете за инвитро. Но од оние случаи кои што сега ги гледаме и кои што претходно немале никаква можност да се обратат и да побараат помош и од интересот што се јавува токму за второ, трето и четврто дете, гледаме дека оваа мерка е навистина оправдана и била повеќе од потребна, бидејќи некои жени имале медицински проблем, па дел од органите кои што се неопходни за актот, тоест за бременоста и станување мајка, од медицински причини морало да бидат отстранети. И нема никаков начин за оплодување освен инвитро постапката, тоест вештачкото оплодување. Ние на тие парови сега им дадовме нова шанса за надеж, нова шанса за принова и гледаме колку им значи тоа. Конкретно за второ дете, бројката е значително помала од барањата за инвитро за прво дете, меѓутоа не е занемарлива. Ние сме одобриле до крајот на овој месец отприлика 160 на барања за инвитро за второ дете. Тоа е воопшто не е занемарливо и ние сме допринесле на 160. Значи, условно кажано, 106 рековте? Да, околу 106. Значи, нови дечиња. Така. Условно кажано, сепак. Така. Не е добро да ги лимитираш родителите колку деца да имаат и добра е ова мерка, што ете им се дава можности за второ и трето и четврто. Значено уште еднаш да повториме дека со овие законски измени веќе трошокот на семејствата ќе биде еднаков на 0 денари во делот на добивање на медицинската услуга инвитро оплодување. Така. Реков, очекуваме да се зголеми бројот на новороденчињата, да се усреќаат многу семејства. Време е малку да ве одморам со една рекламна пауза, па потоа продолжуваме за останатите теми. Одберете викенд прошетка во месец ноември по специјални цени. Посета на Бигорски манастир и Рајчица 450 денари. Посета на Света Богородица Пречиста Кичевско и Крушево 530 денари. Прошетка околу Охридско езеро 460 денари. Посета на Кањон Матка и прошетка во Скопје 570 денари. Се е возможно со Макс Травел. Сите имаме различни соништа и потреби. Сега можеме да ги оствариме и да ги заштитиме на исто место и во исто време. Со кеш кредитот на Охридска банка добивате плюс кредитно животно осигурување, фиксна каматна стапка од 5,90% за првата година, без административни трошоци. Кеш кредит плюс осигурување. Охридска банка, дел од групацијата Societe Generale. Predsjedniče, ovako više ne može. Leti vruće, zimi i hladno. Hoćemo izolacione sankcije. Stižemo. Pa hoćemo i u bubanju. Doktore! Samo Bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. Popovski, kako je majka ti? Ubav, to je na majka. Chipsos, muchos gustos. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија, кое е произведено во Германија.
Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Кратко ве одморив, ама толку е предвиден просторот и времето за рекламниот блок. Господин Стефановски, секогаш актуелна тема и секогаш се врзува со Фондот за здравство, таа се лековите на позитивната листа, посебно за оние болести кои што се навистина тешки и многу скапо е лекувањето за нив, како што се малигните заболувања и како што се ретките болести со кои се повеќе се соочуваме во денешницата. Не може би дека порано ги немало, но може би многу не се знаеше, не се зборуваше за нив, не се третира и лекува како што треба. Денес еве имаме за среќа, значи родителите се почесто зборуваат кога станува збор за нивните деца, затоа што тоа уште од најмала возраст може да се забележи доколку некое дете боледува од тоа. И сигурна сум, бидејќи пред се сте човек, сте хуман, тоа ве погодува и вас лично, кога се бара нешто од вас, а можеби не можете да излезете во пресрет. Како се снаоѓате на тој план? Бидејќи не зависи се од фондот, врзани сте и со Министерството за здравство, всушност тие ја креираат и листата на лековите, на позитивната листа кои што ќе се најдат. Еве нешто малку повеќе за охридско-струшката јавност. Да, знаете што, јас од никогаш не сум бил на некој начин убеден дека треба да се игнорираат одредени работи или проблематичните работи да се тргаат на страна или да се ставаат под тепих. Напротив, секогаш сум сметал дека на сите проблеми, без разлика од кој калибар си и колкави се, треба им се, ака условно кажано, погледне во очи да се проба да се надминат. За жал, не сите болести се излечливи, но треба да направиме се за да сите болести ги направиме со достапни терапии. Јас како човек лично се трудам да помагам на сите луѓе кои што имаат некаков проблем. Тоа е нешто што моја карактерна особина на некој начин и така функционирам. Во делов на професионално функционирање сакал да кажам дека последниве неколку месеци, можеби 2 или 3 месеци, вложуваме сериозни напори да изнајдеме решенија за одредени проблеми кои што тлееле подолго време. Што значи тоа? Тоа значи дека во координација со Министерството за здравство најнапред изнајдовме модус и создадовме регистар на лица со ретки болести. Тој регистар е во доменот на клиниката за детски болести, меѓутоа во тој регистар се и повозрасни пациенти. Воведувањето на регистар со ретки болести овозможи ние да ги имаме на увид кои се оние лица кои што имаат ретка болест, а дефинирањето на што е ретка болест го прават светски институции и точно се утврдени параметрите што значи ретка болест. Меѓутоа ние најдовме средства, воспоставивме методологија и го направивме тој регистар.
Министерството за здравство објави тендер, бидејќи тоа е во нивна надлежност, пред се, објави тендер и ги обезбеди лековите за лицата со ретки болести. Остана уште еден дел кој што е значаен за пациенти со многу сериозни болести, како што се онколошките заболувања, тоест да бидам по-прецизен, за лицата кои што имаат мака со тумори, рак, од различни типови. Меѓутоа, сме во интензивен процес на работа, што веројатно ќе произлезе со објавување на тендери за набавка на одредени лекови за овие онколошки заболувања. Инаку, вие спомнавте, позитивната листа е во надлежност на Министерството за здравство, бидејќи Министерството за здравство е обврзано согласно закон да предложи стручни комисии, околу 14 на број, за различни сегменти на заболувања, кои што ги утврдува и усвојува владата, а кои што се независни во работата и подоцна низ одредени процеси треба да донесат одлука кои лекови би биле ставени на позитивна листа. Откако ќе бидат ставени на позитивна листа, обврската на Фондот за здравство е да обезбеди средства и да ги плаќа тие лекови, кои што најчесто одат преку клиниките. Значи, за овие специфични заболувања, како што ги напоменав претходно, финансирањето оди преку буџетите на соодветните клиники. Клиниката за онкологија или клиниката за хематологија или клиниката за детски болести. Во насока и само да додам дека овие процедури кои што се сепак правени по европски трг и се познати и признати во многу земји, сепак земаат поголем временски период. И од тие причини ние одлучивме да на некој начин ги забрзаме постапкиве и процедурите ги спроведуваме преку тендерирање од страна на Министерството за здравство за оние лекови за кои што стручните лица ќе утврдат дека имаат ефект во лекување на одредени болести кај пациенти кои што се појавиле во Република Македонија. Сега ќе се вратам на почетокот. Вие спомнавте дека одредени болести порано не сме знаеле дека ги има или не биле соодветно третирани и така натаму. Тоа е точно, бидејќи немало можност да се диагностицираат во Република Македонија. Со новата апаратура многу полесно е диагностицирањето и затоа се појавуваат пациенти кои што им е нужно потребна терапија. Сега нашата обврска е да обезбедиме таа терапија, зашто кажав и претходно, буџетот мора да го следи развојот на медицината и да го следи да ја следи опремата која што е набавена во здравствениот сектор. Но исто така треба да се има во предвид дека фармацијата конкретно е динамична сфера. Некој лек што не постоел пред една година сега постои или некој лек што не постои сега ќе постои за една година. Здравствените системи мора да бидат исто така динамични и брзо да се приспособуваат на потребите на осигурениците. Јас не можам да зборувам како било досега, можам да зборувам конкретно за мојата работа и морам да ви кажам дека правиме сериозни напори, исчекори, почитувајќи ги законските прописи и норми, да што побрзо објавиме дел од тие тендери преку Министерството за здравство, да што побрзо дел од луѓето кои што имаат проблем ја добијат терапијата и имаат поквалитетен живот. Колку сте достапен, колку вам лично ви се обраќаат некои пациенти и лесно или тешко стигнуваат до вас, за да си ја кажат својата мака и лично ве замолат колку што можете да помогнете? Па тоа е најдобро да ги прашаме граѓаниве. Јас лично сметам дека сум достапен. Затоа што не можете вие да знаете сите со Точно така. Какви проблеми се соочуваат? Тоа е нешто кое што јас субјективно сметам дека сум достапен. Можеби не е така. Можеби не сум достапен, затоа треба да ги веројатно да ги прашаме луѓето кои што се обиделе да ме исконтактираат.
Меѓутоа се трудам транспарентноста во мојата работа и мојата достапност да биде високо изразена. Познато е, ако прашате, дека нема затворена врата за охриѓанец и струженец во мојот кабинет. Доколку лично не може да стапат со мене во контакт или ми искомуницираат преку СМС или друга форма на комуникација, ако јас лично не можам да одговорам, вработените во Фондот за здравство веднаш преземаат, ги контактираат телефонски, им се става на располагање, секако се согласно законот и прописите, онака како што е регулирано, но пристапот мој е таков да се трудам да му помогнам на секој. Колку успевам, тоа не зависи секогаш само од мене, зависи од многу други фактори, но реално се трудам да бидам и од таа страна, зашто не дај Боже како доктор пациентите сум го гледал директно, знам низ какви премиржја поминуваат. А и сите сме луѓе и така. Не дај Боже, но секој можеме да бидеме апсолутно и пациенти. Сметам дека квалитетна човек е да биде вака условно кажано на земја, да не лета многу во облаци, да биде заедно со луѓето, да не ги избегнува, да наоѓа начини да им помага. Ви кажам искрено, не е ова ласкање. Можам да ви упатам една благодарност, бидејќи веднаш кога ви се јавив, прифативте да ми бидите гостин во емисијата, што не е случај со многу ваши колеги. Веднаш наоѓаат некакви оправданија, па не сме од Охрид, па треба да патуваме. Значи, кога се сака, се може. Тоа се само оправданија. Па, јас да ви кажам, со задоволство дојдов во вашава емисија. Доаѓам во Скопје, вечерва се враќам во Скопје, утре пак доаѓам во Охрид, понедела пак доаѓам во Охрид. Така што јас никогаш не сум се двоумел кога треба запалам кола, искрено ви кажам да дојдам во мојов роден град, секогаш со задоволство, без разлика на поводот. Денес имаме супер повод да разговараме во вашата емисија. Уште малку за самиот крај, за олеснувањето на матичните доктори и стоматолози. Имате исто така олеснувања во некои области во општата медицина, во гинекологијата. Кои се тие олеснувања, во што ќе ја подобрат нивната работа, но и услугите што ги даваат кон пациентите, бидејќи тоа е многу значајно на крајот на краиштата. Пред се морам да ви кажам дека самиот се изненадив од приемот од страна на лекарската и стоматолошката комора и на Сдруженијето на приватни лекари на она што ние го понудивме како Фонд за здравство, тоа е анекси на договорите кои што веќе лекарите ги имаат случено во фондов и со кои што имаат преземено одредени договорни одредби кои што не смеат да ги прекршат. Изминатиот период сериозно ги анализиравме тие одредби во договорите и ги слушавме гласно размислувањата на фелата, на лекарите, на моите колеги. И се одлучивме да ја следиме владата во делот на олеснување на казнената политика, тоест воведувањето на опомена или релаксирањето на другите договорни казни во одредбите. Ова може би е сувопарно вака и значи може некој да го протолкува, ево се овие ги релаксираат казните, меѓутоа во суштина не е така, бидејќи најголем квалитет на овие анекси кои што беа понудени и кои што се прифатени од здруженијата и кои што треба да ги подпишеме во наредниот период, се овозможување на поголема слобода во работата на лекарите со нивните пациенти. 8 договорни казни кои што постојат во договорите кои што матичните лекари и стоматолози ги имаат подпишано во 2014 година и се во важност до 2018 година се трансферираат во опомена. Тоа значи дека доколку дојде контрола од Фондот за здравство и ја контролира вашата работа, и ако утврди некој прекршок од ваков калибар, за кој што досега се изрекувала казна од 1/4 од капитација, кај некои матични лекари тоа се значителни средства, фондот сега се става како едукатор и првата изречена мерка е опомена.
Затоа што сметаме дека тоа е исправен пристап, дека е во ред, некој ако сгреши да му кажеш дека сгрешил и да го опоменеш дека тоа што го прави не е како што треба. Меѓутоа тоа не значи дека не постои казна. Ако во истата ординација, кога повторно ќе дојде контрол, се најде забелешка за истата работа за која што ви изречена опомена, тоаш веќе се оди со договорна казна и се казнува. Избришани се неколку одредби кои што беа предвидени во договорите, а со тек на време се надминати од други системи, како што е системот Мој термин. Например, нема да ги казнуваме во иднина докторите за упати на повисоко ниво, бидејќи тоа е регулирано со друг систем Мој термин. Неколку договорни казни од половина капитација се релаксирани на четвртина капитација, што се разбира е финансиска придобивка за докторите и ќе им даде можност да бидат малку порелаксирани во тој дел. И има една многу значајна одредба според мене која што ставаме, бидејќи таа одредба значи директна заштита на пациентите во системот, а тоа е дека не сме да биде наплатена партиципација и дополнителни средства повеќе од она што е регулирано со договорот. И доколку контролата тоа го утврди, казните се навистина ригорозни. 3 капитации е казна за одредена ординација која што ќе ги злоупотребува пациентите и дополнително ќе им наплатува. За нас се важни лекарите, тие се наши партнери во системот, но уште поважни се и осигурениците, бидејќи наша обврска е да штитиме нивните права и да не трошат повеќе средства од она што државата прифатила да го плати кај матичните лекари, бидејќи матичните лекари тоа го прифатиле од државата. И уште една значајна работа е тука многу важна, а тоа ќе биде во делот на хроничните болни, дека дадовме поголема можност за препишување на лекови кај хроничните болни. Значи, зголемен малку прагот, но тоа е со намера да бидат покриени со терапија сите оние што имаат потреба од терапија и да не биде изговор дека фондот ќе не казни ако ви препишеме терапија, ако ви издадеме терапија, напротив, фондот не казнува ако на некого му е потребно терапија, напротив, треба му е дадена таа терапија и да тој да е подигне од аптека и да проба да се излекува. Фондот казнува за злоупотреби, а злоупотребата е ако е неоправдано дадена терапијата. И уште една работа, ќе цитирам претседателката на Сдруженијето на приватни лекари, вика, ова е топ реформа, прв пат во 23 години независност, на некој му текна дека и лекарите имаат право на боледување. И така е, прв пат после 23 години ние воведуваме одредба со која што им даваме можност на лекарите, ако имаат потреба од боледување, што е долготрајно боледување, да заминат на боледување или некоја млада лекарка што ќе сака да има принова, да оди на породилно, а без при тоа да не ја изгуби ординацијата, да не изгуби работата или да не се згрижени пациентите. Таа одредба значи дека за долготрајни боледувања до 270 дена воведуваме една мерка што ќе значи прво ординацијата да вработи лекар, за да капитацијата продолжи да се исплаќа, тоест финансискиот надомест да продолжи да се исплаќа на таа ординација, или ако нема лекар во општината, да сите пациенти се префрлат кај замената на лекарот, која што е транспарентно објавена на нашата веб страна. Но тогаш е лекарот должен и медицинската сестра точно да така, но решаваме тука една неправда која што се случуваше години наназад. Ако лекарот оди на боледување или од некоја причина се случи нешто со него, сестрата остануваше на улица. Сега ние се потрудивме и во тој дел да коригираме. Сестрата ги следи пациентите и докторот, замената што ги презема пациентите и капитацијата е должен да ја преземе со работа и медицинската сестра. Така што сметам дека ова ќе биде еден нов квалитет, нова димензија на соработка со матичните лекари. Тоа не значи дека ние комплетно ги креваме раците и оставаме цел процес доди без контрола, напротив, со она решение кое што го споменав на почетокот на емисијата, со новиот софтвер, со мрежувањето на податоци, ние само ја зајакнавме контролата.
Ако претходно контролорите на Фондот за здравство правеле инспекција на репрезентативен процент од вкупниот број на пациенти, сега правиме контрола на 100% од пациентите, бидејќи ги имаме пред нас во нашиот софтвер во реално време, секогаш достапни. Секогаш достапни. И поради тоа ги димензионираме и креираме здравствените политики и следењето на финансиите согласно потребите на пациентите. Ако може накратко, а верувам дека не може, но ќе се потрудиме бидејќи веќе времето не гази, како го оценувате охридското здравство? Неодамна општата болница беше рангирана како една од најдобрите и навистина како простор, посебно со новиот дел кој што пред чинам веќе 2 имаме години се изгради, се опреми и како апаратура може да се каже дека сме некаде на врвот, но за жал немаме соодветен едуциран кадар. Знаете што? Сите ние треба да ги поставуваме критериумите малку повисоко за да секогаш се стремиме кон напредок. Како човек никогаш не сум задоволен од одредени работи се додека не постигнеме најголем дел од граѓаните да се задоволни. Во делот на охридското здравство Охрид е интересен сам по себе, бидејќи на една територија со одреден број жители имаме 5 здравствени установи. Во минатото имавме и повеќе. И ова е карактеристичен дел од земјата, бидејќи не постои ваков во осем Скопје, во другиот дел од државата. Значи, во моментов имаме 5 здравствени установи во Охрид, кои што секоја се развива по собствен пат. Имавме исклучително високи вложувања во делот на инфраструктурата изминатите години. Изградена е новата болница, општа болница во Охрид. Во процес е и тендерот за реконструкција на специјалната болница Свети Еразмо. Од аспект на фондот, јас можам да ви кажам дека преку 10 милиони евра годишно фондот издвојува за охридското здравство. Тоа не е мала бројка. Не е мала бројка. Буџетот на општата болница... Дали рационално се користат парите? Ќе дојдам до тоа. Значи, буџетот на општата болница Охрид е околу 229 милиони евра. Буџетот на Свети Еразмо отприлика 103 денари, пардон. Буџетот на Свети Еразмо 138 милиони денари, кардиолошки 101 милион денари, здравствен дом околу 74 милиони денари и Центарот за јавно здравје околу 14 милиони денари. Значи 600 милиони денари само во јавното здравство, Фондот за здравство трансферира секоја година во Охрид. Нашата цел за наредната година ќе биде да во диалог со здравствените институции од Охрид постигнеме договор за подобрување на здравствените услуги и за воведување на методи. Нови методи во делот на здравството, за што сме спремни финансиски да го покриеме. Бидејќи споменав, имаме значително повеќе средства за разлика од минатата година да интервенираме во делот на здравствените установи. Вториот дел од прашањето околу кадарот, тоа е нешто кое што е проблем од регионални и европски рамки, можам да кажам. Јас се изминатив период после 2 земји, бивши земји на наши во Југославија, на Југославија, Хрватска и Словенија, се соочуваат со истиот проблем. Во медицината процесот на создавање на кадар е доста комплексен. За да еден специјалист се осамостои во работата, потребни се низа на едукации, низа на конгреси, семинари, низа на непроспиени ноќи, за да тој може сам да работи. Но само тука ќе ве надополнам, се извинувам, кратко ќе ве прекинам. И тој кадар што го имаме веќе готов и едуциран, за жал се излева од градот, најчесто одат во Скопје, барајќи си таму едно пошироко поле за работа и за докажување, или пак заминуваат надвор од границите. И тука ги губиме оние кои што треба да ги наследат веќе старите генерации. Како да ги стимулираме младите?
ете да се насочуваат на овие факултети, да се едуцираат, но и да остануваат овде? Имате и обратни примери. Па се поретки, да ви кажам искрено. Тие примери треба да ни бидат позитивни примери и сите ние кои што потекнуваме од овој дел на држава треба да се трудиме тие позитивни примери да ги потенцираме и да создаваме услови лекарите да остануваат тука. Примерот на кардиолошкиот центар ви е позитивен пример што значи да една институција израсне во можеби македонски бренд со посветена работа на тимот на лекари таму. Доктор Никола Бакрачевски, кој што сега е актуелен градоначелник на градов, ја воспостави новата метода на интервентна кардиологија во еден град Охрид, кога тоа можеби не беше познато освен Скопје нигде во Република Македонија. И кардиолошкиот функционира и се развива динамично низ годиниве. Ние треба такви луѓе да наоѓаме и да ги мотивираме да ја развиваат својата медицинска гранка во нивниот град. Немаме никаков друг метод на стимулација, освен тоа дека ќе обезбедиме доволно финансиски средства за тие лекари да им овозможиме едукација и во државни рамки и во интернационални рамки. Затоа што конкретно во Словенија, во Хрватска, во моментов имаме десетина македонски лекари кои што се едуцираат таму, ќе се вратат назад. И во Словенија. Значи, стимулацијата оди во таа насока. И се разбира, како што поминува времето, интервенираме и во делот на заработувачката за лекарите. Она што се направи во клиничкиот центар, верувам дека во наредниот период ќе бидат разгледувани опциите и низ Република Македонија, специјалистите да бидат подобро платени, за да го влечат подобро здравствениот систем во развој, затоа што има една основна работа која што не треба да се заборава. Таа институција што повеќе работи, таа институција ќе има основи повеќе да заработи финансиски средства кои што ќе има можност да ги вложува во сопствениот кадар. За жал, не можеме да го прескокнеме периодот во кој биле запоставени одредени специјалности во Охрид. Тоа беше долг период. Начинот на доделување специјализации, целата општествена ситуација во Европа беше поразлична во тој период и немаа можност младите лекари да се едуцираат на, условно кажано, државен буџет, туку се тоа беше приватно. Меѓутоа, мора да сме одговорни во моментот и да наоѓаме соодветни решенија за да ги надминуваме овие проблеми. Лекар преку ноќ не се прави, затоа треба долготраен процес. Сите оние што се чинители во здравствениот систем, доктори, сега треба да понесат одговорноста и да даваат максимално услуги колку што можат во здравствениот систем, бидејќи дефицитот треба да го покриваат оние што се веќе во постојниот систем. Тие треба да се мотивираат, да им се создадат добри услови за работа, за на крајот на денот осигурениците, тоест пациентите, да се изразам прецизно, бидат задоволни. Немаме друга алтернатива. Така. Да се надеваме дека што поскоро овие процеси ќе течат во позитивна насока и ќе имаме кадар за општо задоволство, пред се за задоволство на пациентите кои што треба да бидат лекувани, третирани онака како што заслужуваат. Ќе искористам приликава да ви поставам едно прашање, лично моено и од гледачите, предпоставувам. Како Сашо Стефановски дојде на функцијата директор на Фондот за здравство, бидејќи еве ние новинарите кои што речи си ги имаме информациите, ништо претходно не слушнавме. Не се вртеше вашето име во некои комбинаторики, не се најавуваше некоја таква промена. Само слушнавме дека станавте директор на оваа позиција. Знаевте ли претходно, ве подготвија, ви кажали или? Ќе ви одговорам на прашањето. Верувајте,
убаво е кога некој ве следи како се развивате низ одредени процеси и какви резултати постигнувате во вашата работа. Верувам дека тоа е случајот и во дел кој влијаеле во дел на мојот избор. Јас во принцип сум скромен човек. Се трудам да не се експонирам непотребно и да не условно кажано се истакнувам непотребно. Меѓутоа секогаш се трудам она што ќе го добијам како задача го сработам максимално добро и максимално квалитетно и максимално брзо. Земајќи го предвид сите аспекти кои што може да влијаат на таа работа. Така што беше објавен конкурс, знаете, претходните директори на Фондот за здравство си поднесоа оставка поради да не имал настан. Се објави конкурс, на тој конкурс се разбира се пријавив, бев избран, ја имам можност веќе 8 месеци да бидам директор на Фондот за здравство. Задоволен ли сте? Ве исполнува работата или... Да бидам искрен... Ве исцрпува дополнително, бидејќи работите со луѓе, со суптилна тема здравството и здравјето? Да бидам искрен, светла точка се луѓето на кои што им помагам. Затоа што знам дека директно оваа работа можам да помогнам некому за здравје, лично, а и со професионалниот пристап, со коригирањето на системот и воспоставување на системот и правење достапен за пациентите и давањето можност да се лечат во здравствениот систем, сепак тоа е оно што ме прави среќен и кое што ме тера да одам напред и воопшто не го жалам времето кое што доста го поминувам во Фондот за здравство. Се разбирам поддршка од мојата фамилија, моето семејство, мојата сопруга Ана и мојата ќерка Јоана, така што во тој дел се трудам да одам напред. Благодарам за ова интервју. Знам дека вие прво после една година рековте дека имате давано изјави на пресконференци, но вака во една емисија во живо не сте биле подолго време и навистина. По повеќе од година и пол можеби. Да. Ми беше чест. Се надевам ви беше пријатно. Апсолутно, ми беше чест пред се. Ова емисија која што има долга традиција во Охридскиот и Струшкиот етер. Јас исто така би сакала да ви честитам за се она што го работите. Би поддржал да одите само напред и тоа е од мене. Благодарам, поздрав до гледачите кои што не следат. Ви благодарам.